Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска во последниот час од денешниот утрински брифинг. Веќе забележавте од изборното представување, денеска сме во Гевгелија, а од скопските општини денеска ќе ја покриеме општина Ѓорче Петров. Со мене во студиото се кандидатите Александар Димитриевиќ од партијата Левица и господинот Љупчо Јаневски, кандидат на коалицијата Дом ЛДП. Добро утро, ви благодарам што дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. Добро утро, добар ден. Да почнеме со, најосновното визијата за Ѓорче. Како го гледате Ѓорче? Како урбана мирна населба со куќи, какво што го памтиме од пред неколку години, или го гледате урбанизирано, модерно, изградено и живо? Па еве, тоа и се уште е така. Всушност, Ѓорче си ја живее својата идила и некако далеку од Скопје. Многу пати сум кажал дека ако сакаме да возиме велосипед по велосипедски патеки, тоа треба да го направиме од влае. Ако сакаме да имаме културни настани, тоа треба да го направиме од влае. Ако сакаме повеќе зенело, исто така, да уживаме во повеќе паркови и многу други урбани содржини, тоа треба да го направиме од влае натаму. Всушност, некако Ѓорче се уште не е разбудено, таа негова Да, но извинете што ќе ве прекинам, но Ѓорче Петров има свој парк уште пред влае да направи парк. 50 и повеќе години, но за жал може да се види како одржуван и остана на тој парк. Всушност, ние во нашата програма велиме дека Ѓорче треба да стане првата зелена општина во градот Скопје. Всушност, се она што му недостасува на Ѓорче е вткаено во нашата програма. Велиме дека па дури маратонот вчера сврте до влае, не отиде во Ѓорче. Всушност, ако таков третман имаме од градскиот татко, ако таков третман имаме моментално од нашиот градоначалник или градоначалниците, низ 30 години велиме доволно е пинг-понг топка лево десно, мое твое. Не, Ѓорче е наше, на сите е Ѓорче Петровци, луѓе кои што живеат во него и треба да го изградиме да биде модерно, зелено, хумано, одржливо, со повеќе млади луѓе и да ги поканиме скопјани да уживаат во Ѓорче Петров, а не ние да одиме во Скопје. Господин Димитриевиќ. Да, Ѓорче Петров е една општина која што има можност многу брзо да се развие, доколку се појави човек кој што има слух и кој што има визија за Ѓорче. Тие технички стандарди што ги поседува општината Ѓорче можат лесно да бидат искористливи и Ѓорче да прерасне на вистина, како што кажа кандидатот од Дом, во една самоодржлива економска заедница. Ова би го потенцирал со фактот затоа што Ѓорче искача на обиколница. Ако сакаме да донесеме инвеститори и предприемачи, тоа би била поволна можност за сите слободни места кои што се наоѓаат покрај обиколница да можат лесно транспорт да вршат до своите фабрики и производствени погони и да ги дистрибуират до местата и точка Б кај што им одговара. Понатака Ѓорче навистина е зелена општина затоа што изобилува со зелени површини. Ѓорче Петров е интересно што има и урбан и рурален дел. Во руралниот дел би можеле да се искористат фондовите од Светска банка, ИПАРД фондови и да се зајакне сточарството и земјоделството, што впрочем сега и се применува во Ѓорче, меѓутоа тоа се индивидуални насади или индивидуални мали сточарски фарми кои што не се подпомогнати или се заборавени од државата и од општината. Во урбаниот дел на Ѓорче мислам дека треба да се запре малку со непланско градење и плански да се испланира делот кој што би требало да се развие, односно оние мали куќи со нестандардна содржина што сега се даваат на инвеститори, малку поплански да се развиваат, односно се запазат и придобивките на инвеститорите, меѓутоа и потребите на луѓето кои што живеат во тие куќи, а немаат можност да се ги реновираат, што е чест случај сега со градењето низ цело Скопје, не само во Ѓорче. Ако ги прашате Ѓорче Петровци што има најголем проблем од баналното реживење, ќе ви кажат поголем дел од нив, ќе го посочат сообраќајот како главна кризна точка. Ѓорче е населба која што е на излез од градот практично, од таа страна на излезот према Тетово, према Сарај, речиси и се спојува со автопат, сите возат пребрзо, слична е состојбата со улицата 4 јули, паметиме во минатото се бара легнати полицајци, се бара семафори. Како ќе го решите сообраќајот во Ѓорче, ако дојдете на тоа место? Според истражувањата на ИРИ, најголемиот проблем е урбаното планирање на самата општина. Од прилика во приоритетите 17%, потоа патиштата, инфраструктурата и сообраќајниот хаос. Всушност, нашиот предлог е максимална брзина во Ѓорче Петров од 30 км на час,
додека главната улица да биде многу повеќе покриена и со лежачки полицајци како влез во градот, исто така со сообраќајни решенија кои што ќе го успорат патувањето всушност на сите луѓе кои што сакаат да влезат во Скопје. Ѓорче Петров има најбетонизираната главна улица. Улица во која што нема ниту едно дрво, ни еден квадрат зеленило. За жал таа е под градот Скопје, но тврдам дека и нашите градоначалници кои што досега управуваа со Ѓорче во последните 30 години немаа визија како да наметнат на градот, бидејќи е таа улица која што всушност не може никаде да се паркира. Вие имате визија како да го наметнете тоа на градот? Едноставно ќе го сликаме тоа што се случува во Чаир, во Бутел и во центар, ќе го пресликаме во Ѓорче Петров, бидејќи градоначалникот на град Скопје изнајде решение и кај поштата и на други одредени делови каде што имаме добри пешачки патеки и добро зеленило, а широчината на тротоарите го дозволуваат тоа во Ѓорче. Всушност нема потреба да се бетонизира, нема потреба да се асфалтира, тоа може на многу други начини да се направи. Всушност требаме да ослободиме земјата, треба да ја ослободиме од асфалт, а се тоа можеме многу добро да направиме. Како што ќе направиме ако не асфалта? Зборуваме бидејќи сега се бараат, тука се велосипедистите, тука се електричните тротинети, тука се пешаците, кои исто така си бараат свое место за безбедно поминување или движење низ улиците. Секако, може да кажеме дека ако го извадиме бетонот и ставиме асфалт, што сме направили, сме зголемили просечната температура на тоа место. Всушност истото тоа може да се случува и со добри бекатон плочки, бидејќи такви решенија има насекаде во Европа. Всушност бекатон плочката има доволно можност за екоелементи да не развива толку голема топлина, па затоа имаме толкава жега навечер во градот Скопје. Ако погледнеме последните десетина години, за отприлика 2% е просечната температура во градот Скопје, исто така и во Ѓорче Петров. Кога говориме за она што не треба да се случи во Ѓорче, тоа е урбаниот хаос што се случува во други општини. Мислам дека во следните 4 до 8 години, ако не се спречи тоа, Ѓорче Петров ќе биде рак-раната на градот Скопје со нехубавото урбано планирање и градење. Ние предвидуваме максимална височина на зградите од 5 метра, голем број на хоризонтални и вертикални градења по општината. Исто така, ако за еден изграден квадрат употреблива површина или стамбена промашина, инвеститорот да се обврзе со дополнителни 2 квадрати на зелена површина. Димитриевиќ, во вашата програма има поставување кружни текови на влез во Ѓорче. Ѓорче веќе на влезот има, барем од страната на влаа, има 3 кружни текови. Улицата Ѓорче Петров за нас би требало да представува некак предмет на посебна обсервација, односно капитален проект, затоа што улицата Ѓорче Петров воопшто не е променета низ годините од кога бев ја дете, претпоставуваме претходно. Проблемот се детектира во тоа што се префрлила надлежност, затоа што улица Ѓорче Петров била надлежност на градот, меѓутоа улица Ѓорче Петров се наоѓа во Ѓорче Петров и ние треба да најдеме решение. Улицата Ѓорче Петров е интересна за анализа од причина што, како што рековте, Ѓорче е излез на градот. Ја би сакал да ја сменам перцепцијата и Ѓорче Петров да биде влез во градот, влез во Скопје, и тоа би можело да се искористи прво од комерцијални цели. Значи реклами, начин на представување на Скопје, на туристите кои што доаѓаат во Скопје. Понатаму таа улица Ѓорче Петров би требало да се помогне во субвенционирање на фасадите на куќите кои што моментално имаат стари фасади и ќе се зголеми енергетската ефикасност на куќите. Друг проблем што се јавува на улицата Ѓорче Петров, што сите го гледаме, никој не сака да го примети, се велосипедистите. Значи голем број велосипедисти, го кажам затоа што јас сум го осетил и на себе порано кога сум се занимавал со велосипедизам. Голем број на велосипедисти, особено оние што возат, ние ги викаме друмски велосипедисти со тенки гуми, има потреба да се направи посебна лента за нив. И тоа не се неколку велосипедисти. Во текот на викендот, сабота, недела поминуваат голем број велосипедисти. Може да се изброат. Како што се направи на 4 јули? Па и 4 јули не е некое решение. Мислам дека е привремено решение, меѓутоа 4 јули не е френквентна улица за пешаци и за велосипедисти. Со тоа што улица Ѓорче Петров се развива и економски, од левата и од десната страна се поставуваат, односно куќите се пренаменуваат со деловни простори, а се ставаат ступчиња или се оневозможени луѓето кои што треба да пазарат или да обавуваат некој деловен промет во тие објекти да не можат да запрат со коли. И не може да обвиниме ни едните ни другите зашто тоа така, меѓутоа е тоа непланско изградено, да не може оние што имаат туќани левата и од десната страна на улица да можат да искористат својата деловна можност од сообраќајен аспект. Мислам дека би требало сите семафори да се заменат со кружни текови и на кружни текови да се стават
ги викаат гумени делинеатори, односно тоа се нешто слични гумени траки како кај католичка црква, за да луѓето малку се насочат на лентите кои што треба да возат, која лента фатиле во таа да продолжат, за да може навистина кружниот тек да биде едно кружно движење, не запиране сообраќајот, туку кружно движење на кое што ќе можат сите да го остварат своето право сообраќајот и да нема толку сообраќајни незгоди. Се планира нов клинички центар кој ќе биде во Ѓорче Петров, во населбата во местноста Веле Поле. Ова ќе придонесе за многу поголем проток на граѓани низ населбата, иако до таму има и пристап преку обиколница, сепак Ѓорче е местото каде што сите кои одат, па и пациенти и нивни роднини ќе се симнуваат. Какви се вашите планови за економскиот развој на Ѓорче? Дали кога ги правевте програмите го земавте и предвид фактот дека таму треба да никне нов клинички кој ќе го зголеми притисокот врз Ѓорче? Всушност, само да се надоврзам на колегата, многу лесно може да се реши проблемот со велосипедистите, бидејќи во нашата програма се предвидени од прилика 200 километри велосипедски патеки во Ѓорче Петров. Има доволно улици за тоа да го направиме, дигитални решенија со кои што ќе ги насочиме велосипедистите кои што возат секој ден од прилика до Тетово и назад, да се движат по улици по кои што ќе можат тоа да го направат, не мора да користат главната, можат да користат 4 јули за да искочат, но истата да биде доволно обележат за истите, со дигитализацијата и со апликативните решенија може да се направи тоа. Кога е развојот на Ѓорче Петров, велиме дека до клиничкиот центар остануваат уште неколку години. Јас би сакал тој да се изгради во Ѓорче Петров, тоа е државна инвестиција од прилика нешто поголема од пола милијарда, мислам, евра, но затоа треба да имаме добри улици, затоа треба да имаме добра инфраструктура, затоа треба да имаме одлично урбано хубаво планирање, се со цел да не се случи Ѓорче Петров да биде закрчена општина и Ѓорче Петров да нема основната инфраструктура за да може да го сервисира тој клинички центар, бидејќи не е само едно од алтернативните решенија обиколницата, додека голем број на луѓе кои што се од центар ќе ја користат и моменталната инфраструктура. Велиме дека во Ѓорче Петров требаме да поставиме неколку мерни станици, требаме во моментот да видиме какво е загадувањето и од каде да се детектираат главните загадувачи на воздухот, да се детектираат загадувачите дивите депонии, да се направи катастар и да започне Ѓорче Петров да се чисти. Всушност, најголемиот според мене проблем, и тука се сложуваме со колегата, сигурно бидејќи на вчерашната дебата детектиравме, тоа е и депонијата во Волково, која што изминатите 20 можеби години се третирала на начин на каков што се третирала. Всушност нема никаква одговорност за исторањето на смет и шут на таа локација. Всушност имаме од прилика голема површина која што е една голема рак рана за градот Скопје, исто така и голем страв за Ѓорче Петров како општина. Се надеваме дека тие две работи парцијално ќе се решаваат. Всушност ние треба да ги решаваме моменталните проблеми, да создаваме зелена, хубава општина. Исто така ние предвидуваме претежно инвестиции во зелената индустрија или незагадувачката индустрија во Ѓорче Петров. Всушност има одреден план каде што ќе треба да се направи бизнис комора која што заеднички со општината и со градоначалникот ќе ги креира понатамошните делови на развојот на општината. Всушност многу повеќе ќе се обрне внимание за младите, луѓето, за предприемачите од 29 години и повеќе на кои што ќе се даваат услови за инвестирање во Ѓорче и секоја инвестиција која што ќе оде надвор од општината Ѓорче Петров барем 80% да има вработени од самата општина. Димитријовиќ, новиот клинички. Новиот клинички е интересен проект, кој што секако Ѓорче Петровци би имале бенефит од него. Јас околу обиколницата, мислам дека тоа не би било само алтернативно, него би било примерно решение. Обиколницата има исклучување од неколку општини во Скопје. Мислам дека Скопјани кои што сакаат имаат потреба од клинички центар би требало да користат обиколницата за да стигнат до клиничкиот центар. Од другите градови секако би се користеле обиколница, така да може би и да не се оптовари толку локалниот сообраќај во Ѓорче за да се стигне до клиничкиот центар. Меѓутоа, додека се изгради клиничниот центар, тоа е едно голем проект, би можело до тогаш да се случат и некои други сообраќајни решенија, да се пробијат некои други улици и некои места кај што сега да кажеме се нефункционални, да се стават во функција за да може слободно да се стига до клиничкиот центар. И инаку клиничкиот центар ќе се гради на некој место кој што сега се не е ни полјана,
се вика Веле поле, воопшто нефункционално за Ѓорче, а после клинички центар би можела навистина да се искористи правата намера на обиколница и после клинички центар да се дадат тие површини на инвеститори кои што би можеле да продолжат својата дејност и кај нас во Ѓорче, како Ѓорче би имало некаков бенефит. Накратко, визијата за туризмот. Господин Јаневски, вие доаѓате од агенцијата за туризам, од челното место. А господин Димитриевиќ, во вашата програма видов една интересна ставка, интересна, велам, не за тоа што ми се допадна, а тоа е од општински пари да се плаќа за Ѓорче Петровци да се носат на посета на гробот на Ѓорче Петров во Софија. Па прашањето ми е дали е тоа ставка за развој на туризмот на Ѓорче Петров или на општина Софија? Тоа е ставка за освестување на волјата на Ѓорче Петровци, затоа што Ѓорче Петров е моментално во летаргија и како што кажа колегата, сите Ѓорче Петровци за своите забавни и информативни содржини ја наоѓаат надвор од Ѓорче Петров. Добро, не е ниту забавна, ниту информативна. Ова е нешто кое што се носи на екскурзија во трето-четврто оделение. Зашто да не се вложи моментално децата нигде не се носат за нашите пари што ги плаќаме во општината да ги дадеме на општина Софија? А дали некој ве праша вас за изградба на корзото колку пари се дадени? Не праша, еве за. Значи, за тоа ве прашувам што предвидува програмата. Да, ова е еден дел од програмата и тоа е една точка. И мислам дека имаме многу други содржини, вие се фатите за таа точка, меѓутоа ако е за туризмот, може за туризмот да ви кажам и како во Ѓорче би ги донеле туристите и од делот на Скопје, и од Македонија, и од другите држави. Како? Која би била атракцијата во Ѓорче? Зошто би доаѓале туристи во Ѓорче? Ние Ѓорче имаме привилегија да го имаме Кучково. Значи Кучково е една шума, парк шума со зимзелени дрва, која што се белите дробови на Ѓорче, и го имаме Орман, каде што порано имаше мотокрос трки, веќе нема. Моја идеја е како поранешен велосипедист да се организира велосипедска трка на Кучково, нормално со голема награда, која што би била мотив да привлечеме туристи и од другите држави да учествуваат на тие велосипедски надпревари. Понатака Ѓорче има добри ракометни, добри фудбалски клубови и запоставени терени за тенис на просторот на школото Беровски. Значи од Ѓорче се излезени неколку. Тоа е таму веќе џунгла, не се запоставени, туку се многу години наназад уништени, можеби и децении, повеќе од деценија во прашање. ВМРО го направи на тениско игралиште во Мирчацев, но не дозволи да игра, да се игра во него рекреативно. Моја визија, извинете само, една реченица, моја визија за Ѓорче, како би можеле да ги привлечеме туристите, тоа се со културно-уметнички содржини и со спортски содржини. Господин Јаневски, искуството од туризмот ќе го пресликате во секако искуството е големо. Јас сум и доктор по науки за екотуризам. Всушност гранка која што во наредните 20 на години треба да биде основа на туристичкиот развој токму во Македонија. Всушност и во делот на мојата програма има развој на руралниот екотуризам и гастрономијата во Ѓорче Петров. Преку ИПА градичните проекти исто така да се изгради првиот адреналински парк во Кучково, обележување на велосипедски и планински патики, дополнително вложување во домаќинствата во руралниот дел на општината и да создадеме повеќе можност за развој на селскиот туризам, манастирскиот туризам и повеќе елементи за туристичка посета, се со цел да стане добро излетничко место, можеби за голем број на скопјани, бидејќи со развојот на тој дел на Ѓорче, мислам дека ќе се отворат и нови зелени работни места, многу важни пред се за младите до 29 години, бидејќи ние сме должни да овозможиме услови тие да останат во општината. Бидејќи на почетокот, пред да почне емисијата, реков цела маса Ѓорче Петровци, еве колегата Александар би сакала да му отстапам едно прашање што му пречи во Ѓорче. Јас сакам да поставам едно прашање кога станува збор за општина Ѓорче, именно не слушав досега, можеби кажавте, дали имате план во вашите проекти да се среди кејот на реката Вардар, кој што поминува покрај стадионот во Ѓорче Петров, и што е со оние најави за отворање на делница која што ќе ги поврзува Хром, Ѓорче Петров и Сарај, бидејќи во моментов пешачката патека со бекатон плочки служи и како коловозна лента. Еве, може да кажам дека за жал градот повторно завршува во Хром некаде и ако сакате со велосипед да поминете покрај Кеј, да дојдете до составот на Вардар и Треска, воопшто не можете да го направите тоа. Потребни се инвестиции во нови патеки,
инвестиции во велосипедски патеки и всушност тоа представува насип на кој што е Бекатонската патека, таа всушност не е предвидена за патека, тоа е ставено затоа што 80-тите години и поплавата која што беше во Ѓорче Петров е изграден насипот за да се одбрани населбата од надојдените води на Вардар и Треска. Всушност тоа представува одлично место за рекреација на Скопјани на Ѓорче Петровци. Лично сметам дека градот Скопје многу повеќе ќе треба да обране внимание на Ѓорче Петров. Ние сме тука да ги дадеме своите идеи, да лобираме како општина, како локална самоуправа и да донесеме инвеститори кои што ќе го оплеменат тој дел на општината. Ако говориме за сева што треба да се направи во Ѓорче Петров, јас тука би ја наметнал и на колегата и воопшто на македонската јавност и потребата од грижа за нашите постари жители на општината Ѓорче Петров. Особено тој дел од Ѓорче Петров кој го користат многу. Така. За релаксација, за прошетки и всушност тоа ќе биде нашиот дар, да кажеме, за Ѓорче Петров, пред се за младите и за луѓето кои што се во трета доба и за нас кои што сме на работните места и под стрес во текот на целиот ден се надеваме дека може да уживаме во овој прошетки. Особено тој дел од Ѓорче Петров е зафатен од голема градежна експанзија на жителите, им треба и зеленило и паркови. Мислам дека тој дел од кеот на Вардар може да се искористи за таа намера. За жал, се повеќе и повеќе имаме несовесни граѓани во општината кои што тука одлагаат свет. Би дал еден апел на Ѓорче Петровци, бидејќи какво Ѓорче ќе изградиме, во такво Ѓорче ќе работиме и ќе живееме. И всушност многу нешта не ни се носат од другите настави, туку се наши. Можеме да си ги препознаеме од нашите домови и сепак мислам дека од кога ќе го изчистиме заеднички Ѓорче треба такво да го сочуваме и да го сочуваме не само за нас, бидејќи екологијата и нашето Ѓорче сме го позајмиле од генерациите кои што се после нас. Така. Одлично ви е прашањето, тоа го имаме во програмата, особено затоа што тој дел кај што ја живеам и многу користам јас лично, и можела да дам и свое видување. Таму сум израснат, моментално тој дел од Ѓорче е со земја и со прашина, нормално некои градежни машини и делови кои што имаат земјоделски насади. Значи да се навратиме на пешачката патека Бекатон, ја користат некои од жителите кои што живеат таму затоа што имаат слаби сообраќајни решенија за пристигнување со автомобил до нивниот дом, а може и за нив е некој полесно решение. Меѓутоа тоа би требало да остане пешачка патека, а на долниот дел од Вардар да се направат соодветни трим патеки, односно би можело и велосипедски и патеки за пешачење за џогинг и дел кај што може да се шетат со миленици, односно парк за миленици, затоа што тој дел особено сега со изградбата на нови згради, значи делот кај стадионот и во Хром, се повеќе се згуснува со луѓе и тој дел заедно со меѓуопштинска соработка со Карпуш би требало да се проби и од кај фабриката Купром, која што моментално не е во функција, и да се спои директно да може од еден дел од Сарај да заврши до каде што завршува велосипедската патека низ цело Скопје, и мислам дека тоа би требало да биде еден од клучните проекти и на градот Скопје и на општина Ѓорче Петров, и тој дел кај што сега иновативно се постави некои клупи кои што се свртени со грб на реката, барем да се свртат клупите према реката и да може да уживаат во глетката која што имаме прилика ние Ѓорче Петровчани да ја користиме како населба која што излага на река. Така. А доска, Александр, други ти прашања? благодарам за прашањето. Имам уште многу, но времето не ограничува. Сосема за крај, многу кратко, бидејќи во програмите видов и ветувања кои не се во надлежност на градоначалникот. Имате ли начин да ги решите, например, намалување на бучавата од верските објекти, таа не доаѓа од општина Ѓорче Петров, доаѓа од околните села каде што има друг татко на општината. Како мислите тие работи да ги решавате или ова останува само како ветување пред избори? Има закон за тоа. Законот треба да функционира. Еве ги повикувам Ако сите надлежни. спроведуваат МВР тој закон, за тоа прашувам. Надлежните Дали се ветува повеќе од надлежностите? Пред се јас во мојата програма немам такво нешто, но еве може да кажам и да апелирам дека тоа треба да биде санкционирано во зависност од децибелноста. И тоа како закон за бучева го имаме. А ако говориме за последни зборови што би кажал, да Ѓорче Петровци би кажал дека патриотизмот не е викање уа. Не е делење мои и твои. Не е делење на леви и десни. Патриотизмот е и фарбање ограда, и шишање трева, и подигање на сметот и покрај тоа што не е твој. Патриотизмот е нешто повеќе, да му помогнеш на комшијата, да направиш твоето мало да се горде со тебе, со сите други, и всушност патриотизмот
Треба да го живееме сите ние. Патриотизмот е местото каде што живееме. А какво ќе биде, зависи само од нас. Димитриевиќ, за крај. Многу убави зборови кажани од колегата. Значи тоа се прави со меѓуопштинска соработка или меѓутатковска, како што кажавте вие, ако е татко на општината. Мислам дека сите би имале слух за некои работи што се од заеднички интерес. Така да се би можело да се реши, особено ако станува збор за соседни општини, затоа што многу работи што Ѓорче ги има, ги задираат и другите општини како што се Сара или Карпуш од другата страна. Особено затоа што треба преку Ѓорчевските улици да стигнат до дома. Да. Ви благодарам за вашето гостување, Љупчо Јаневски, кандидат од Дом и ЛДП, и Александар Димитриевиќ, еден од тројцата Александровци кои се кандидираат за градоначалник на Ѓорче од партијата Левица. Ви благодарам за денешното гостување.